12 прифатлива за производителите, само 6 денари даваат мелничарите. По која цена ќе се откупи лебното жито? Пред стартот на жетвата се прават пресметки. Допрва ќе се утврди откупната цена на пченицата. Колку ќарки имаат жетварите? Основно е цената на житото да не биде по 12 денари, вели Ефтим Шаклев од Асоциацијата на земјоделци. Тоа е минимална цена. Нормално за повисоко се слагаме. Меѓутоа, од до сега што слушаме неофицијално, затоа што уште немаме официјални податоци, што имаат мелничарите состаноци во Стопанска комора и во Министерството, има еден или два состанок исто со вице-премиерот, што немаме точни податоци, меѓутоа од некои извори велат мелничарите дека цената, откупната цена ќе биде околу 6 денари на пшеницата, што е за нас не само неприфатливо, незамисливо и таа е една срамна цена. Производната цена на пченицата е 12 денари. Мелничарите се заканеат дека нема да го откупат родот доколку не се врати стариот правилник. Според Чаклев, оправдување за нив е цената на пченицата во Србија и цената на увозното брашно која сега е 13 до 13,5 денари. Според цената на брашното, тие ја формираат цената на пченицата, вели тој, потенцирајќи дека владата ќе треба да најде решение. Знаеме дека мелничаните имат проблеми, не сакаме да не влегуваме во нивните проблеми. Јас мислам дека ќе бидат надминати, како ќе бидат не знаеме. Или треба владата да ги дотира мелничарите или да ги дотира земјоделците. До 12 цена, до 12 денара. Дали ќе ги откупува на мелничарите 6 денара, дали ќе откупуваат, а 6 денара да ни дотира на нас владата, тоа не знаеме, затоа што се уште не сме имали состане во Министерството. Се надеваме дека овие денови тоа ќе се случи и што ќе договориме, ќе видиме. Однапред не може да ништо да предвидуваме, меѓутоа основната работа е таа да ние ќе бараме минимум 12 денара да биде откупната цена, платено 12 денара од страна на мелничарите. Испод 12 денара нема ништо. Од Асоциацијата на земјоделци бараат дополнителните субвенции за пченицата да важат и за јачменот. Освен откупната цена, производителите на жито бараат и одредување на капацитети за складирање на житото, зашто како што покажува праксата, војкот на жетва има најниска цена, а чувањето во амбарите е двојно го изголемува трошоците за транспорт. Годинава се очекува житариците да дадат добар род. Новиот ценовен скок на нафтата пред самиот старт на жетвата ќе ја оттежни работата. Поевтина нафта се уште нема.